А на 11 и 12 октомври во Скопје ќе се одржат две меѓународни изложби на кучиња во организација на кинолошкото друштво Lotus Royal, настани кои го ставаат главниот град на мапата на европски кинолошки случувања. За тоа што не очекува, како се подготвуваат изложбите и каков е интересот кај одгледувачите и љубителите на кучиња, утрово ќе разговарам со Слободан Настевски, секретар на друштвото Lotus Royal. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Господин Настевски, ајде за почеток кажете ни повеќе за изложбите, ги кажав датумите, што ќе се случува на 11 и 12 октомври и каков е форматот на настаните? Значи, на 11 и 12 октомври ќе бидат две меѓународни кинолошки изложби, кои што ќе бидат во организација на кинолошко друштво Lotus Royal, меѓутоа во покровителство на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија и на Меѓународната кинолошка федерација. Каков е интересот годинава? Колку кучиња од кои земји очекувате да учествуваат? Оваа година очекуваме околу 200 кучиња. Поголемиот дел би требало да бидат од нашава држава и околните земји, меѓутоа и во моментов имаме пријавени кучиња од земји како Норвешка, Шведска, Естонија, Полска, така да меѓународниот карактер ќе биде задржан. Кои категории раси ќе бидат застапени, какви награди или признанија се доделуваат? Значи, ова се меѓународни изложби за сите раси на кучиња, што значи дека сите педигрирани кучиња би можело да земат учество на овие изложби. Од награди, освен титулите и кандидатурите кои што се предвидени за шампион на убавина, обезбедени се пехари, розети, медали за кучињата, а од нашите спонзори се обезбедени прикладни награди во стил на храна и препарати за домашните миленици. Кои се судиите што ќе оценуваат и колку е значено нивното присуство за самиот кредибилитет на изложбата? Видете, кинолошките судии се кинолошки експерти. За оваа изложба имаме предвидено 5 судии, кинолошки судии, 3 се од странство и 2 се наши кинолошки судии. Од странство ни доаѓаат претседателот на Кинолошкиот сојуз на Словачка, господјата Габриела Ридарчикова. Од Италија ни доаѓа господјата Роса Агустини, која што е претседател на Ретривер клубот. Од Литванија доаѓа Даива Римајтите и нашите судии се нашиот ценет подпредседател на Кинолошкиот сојуз, господинот Горан Дојчиновски, од Прилеп и претседателот на кинолошкото друштво Кожув од Гевгелија, господинот Мирослав Треков. Кои се условите за пријавување? Дали има некои посебни правила што учесниците треба да ги знаат или да ги исполнат? Видете, сите кучиња кои што сакаат, сите сопственици на кучиња кои што сакаат нивните миленици да присуствуваат на изложба и да учествуваат, тоа мора да бидат педигрирани кучиња и микрочипирани. Значи тоа е задолжително, а понатака следува све останато. Значи кучињата би требало да се пријават најдоцна до 6 октомври. Пријавувањето се врши онлайн, а за линкот и останатите информации може да не побараат или на телефон или најлесно да дојдат до сите информации со заследување на Facebook страната на Кинолошкото друштво Lotus Royal. Така. Таму ги имате сите детали. Сите информации се објавени, да. Кажавме до 6 октомври, тоа значи имаат уште заедно со денешниот 7 дена да размислат да земат учество на овој настан. Истиот ќе биде отворен и за публиката. Што можат да очекуваат посетителите кои сакаат да дојдат само како гледачи? Видете, сите би можело да ја посетат кинолошката изложба. Кинолошката изложба е отворена за јавност. Таму би можеле да видат најразлични раси на кучиња, дури и раси на кучиња кои што за нашиве простори се малце поспецифични, кои што ги нема. Би можеле да поразговараат со сопствениците, со одгледувачи, со кинолошки експерти и да добијат подетелни информации во однос на било која раса на куче која што е интересна за нив. Така. Какво е значењето на ваквите изложби за развојот на кинологијата и одгледувањето на расни кучиња во државава? Кинолошките изложби, кинолошките манифестации се од суштинско значење за развивање на кинологијата и одгледувањето, затоа што на тие изложби се врши оценување и селекција на приплодот. Значи, кинолошките судии вршат оценка
во споредба со анатомија, во споредба со движење, во темпераментот, целокупниот изглед на куќето. Со самото тоа се помага на одгледувачите да ги изберат најквалитетните единки за понатамошен приплод. Со тоа би се добиле нели нормално и поздрави и поквалитетни единки во иднината. Така. Што лично ве мотивира да бидете дел од оваа приказна? Имаме ли доволно млади луѓе кои што се заинтересирани за кинологијата, што на нив би им порачале? Би сакал да имаме повеќе млади луѓе во кинологијата, меѓутоа првенствено нешто што треба да не привлече према кинологијата е љубовта према кучињата. Значи желбата за надпреварување, желбата за унапредување на некоја раса, така да младите луѓе би можеле да стекнат нови познанства, да запознаат нови пријатели ширум целиот свет. Мој совет би било, доколку сакаат да се занимаваат со кинологија, првенствено да почнат да се едуцираат. Значи, денес во денешно време е многу лесно да се дојде до било каква информација онлайн, да почнат да проучуваат во однос на анатомија, во однос на карактеристики на сите раси. Тоа е најдобриот пат за да се влезе во кинологија. Меѓутоа најбитно се посетите на кинолошките изложби кои што се организираат, да. како оваа што ја најавивме. Како оваа што ја Ако најавивме. го зборуваме за едукациите, едно подпрашање како кинолошко друштво, има ли интерес, организирате ли такви едукации, да кажеме за младите, кога организирате, доаѓаат ли да се информираат, колку се тие потребни? Повторно би рекол дека би сакал да има повеќе. повеќе млади луѓе кои што се заинтересирани за тоа. Кинолошкиот сојуз константно организира едукација на млади луѓе, на нови членови, друштвата работат на едукација и на помош на своите членови, така да ние правиме се што можеме во однос на привлекување на нови луѓе кои што би биле заинтересирани за ова хоби или за овој спорт. Така. Останува само уште една шета да ги потсетиме посебно младите кои што може би слушнале за кинологијата, но не знаат повеќе, да дојдат на овие две изложби кои што верувам освен надпреварувачки имаат и на еден начин и едукативен карактер за публиката која што е таму. Може ли само да потсетиме при крајот разговорот уште еднаш за деталите, кога се одржуваат, каде, како може да се биде дел и како публика и како учесник? Значи 11-12 октомври стадионот на АРМ во градскиот парк. За пријавување на куќе мора значи да биде педигрирано куќе, микрочипирано, мора да се заврши пријавувањето на куќето до 6 октомври, а сите посетители може да дојдат на денот на изложбата, да се запознаеме, да поразговараме и Од колку до колку ќе бидат отворени временски изложбите? Почеток на изложбата е од 10, меѓутоа од 9 часот веќе ќе има посетители таму, до 3 часот би требало да трае изложбата. Така, до 3 часот ќе трае изложбата. Кажавме на вашата Facebook страна Lotus Royal, може да ги видат и деталите повеќе околу пријавувањето. Дали влезот ќе биде слободен за публиката? Да, влезот е слободен. Слободен. А од досегашните искуства, каков е интересот за публика? Сега не зборуваме млади, повозрасни, туку воопшто за публика, кога се организираат вакви меѓународни изложби, има ли доволно според вас публика? Во однос на тоа дека ние нашите изложби ги организираме на стадионот на АРМ, кој што е во централното градско подрачје, секоја година имаме голем број на посетители кои што доаѓаат и кои што се интересираат за кинолошките изложби. Така. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Секако посакуваме успешни изложби. Ова ќе бидат последни за годинава или имаме до нова година уште некои други активности? Имаме изложби секој месец, значи следните изложби се во Радовиш при крајот на месецов и декември повторно имаме во Скопје изложби во организација на Кинолошкиот сојуз. Значи функционирате и како републичко кинолошко друштво, не давате акцент на настани само во Скопје? Видете, ние сме кинолошко друштво во Скопје, меѓутоа функционираме во целата држава, затоа што било кој граѓанин на Република Македонија може да биде член во нашето друштво. Не е врзано во однос на локално или во однос на градското подрачје. Така да било кој член било кој жител на Република Македонија може да биде член кај нас, а може и жители на Скопје да бидат членови во кинолошки друштва во другите градови.
И околу членовите, кога има ли некои посебни периоди во годината кога се станува член или добре дојдени се во секое време кога сакаат да се зачленат? Секој кој што е заинтересиран и кој што има помош во однос на кинологија може во било кое време да не контактира и да побара помош и совет за било што.